civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Добар ден од Штип, каде што често имаме извонредно следени, извонредно видливи настани. Денеска Цивил се наоѓа во хотел Оаза, во центарот на Штип, со навистина важни 7 гостинки и гости. Денеска ќе говориме на тема попис, статистика, а не политика. Уште еден настан во серијата настани кои Цивил ги организира во текот на овие изминати неколку недели од почетокот на годината поточно, во кои разговараме, говориме, разменуваме мислења за важни теми. Една од најважните теми, една горлива тема е пописот кој веќе од самиот почеток на подготовките минатата година па до денешен ден и веројатно така ќе остане и понатаму, е токму тоа дали и како да се одржи пописот од една страна, од друга страна институциите велат дека се подготвени, ги направија сите подготовки, тој впрочем и почна, барем за диаспората, гледаме високи бројки во тој дел и се разбира сите размислувања за тоа што значи, какво значење има пописот, што може да придонесе за развојот, за развојните стратегии на земјата, а се разбира и аргументите кои доаѓаат претежно од страна на опозицијата, кои велат дека попис ваков и не треба да се одржи, и тоа е извонредна прилика уште еднаш во, би рекол, главниот град на источниот дел од нашата земја да поразговараме за тоа. Штип се наоѓа на проектната мапа на Цивил многу често, бидејќи овде има фантастични ресурси, човечки кои имаат што да понудат. Јас ќе ги представам нашите гостинки и гости, односно домаќини, би рекол, бидејќи сепак ние сме гостите овде, кои денеска во наредните околу 90 минути ќе го заслужат, верувам, вашето внимание. Градоначалникот на Штип, господин Сашко Николов е со нас, понатаму председателката на Советот на општината Маријана Рогожарска-Поповска, председателката на пописната комисија господја Сонја Китанова, координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН во општина Штип господин Љубев Здравков, советничката на ВМРО ДПМН господја Христина Серафимовска, и се разбира каде би биле ние без медиумите и без граѓанското општество, односно културните институции. Тука е господин Војо Маневски, колумнист, главен уредник во ТВ Ирис и се разбира новинар, ветеран, новинарски ветеран и нашиот драг колега од директорот на Дом на млади Горан Трајков, инаку мултимедијален уметник и диџеј кој сме имале прилика да го слушаме. Сите овие на различни начини, од различни аспекти ќе кажат во првиот круг од прашања што мислат, кои се нивните позиции, од лични позиции се разбира можете да зборувате, меѓутоа пред се би ве замолил од позиција на институцијата, односно звањето кое го имате да проговорите во некој од прилика 5 минути, после што одиме на вториот круг, кога ќе ги вкрстиме нашите аргументи во меѓусебна комуникација, односно размена на мислења, кои би сакал да ве замолам да ги задржите во рамките на некои 3 минути. Се надевам дека за 90 минути ќе имаме добри дискусии, но се разбира моите колешки и колеги на дескот на Цивил кој е зад снимателите и тој што го обезбедува овој пренос, ќе ги ловат вашите идеи, ќе ги презентираат на нашата медиумска платформа веќе веднаш, а секако и ќе ги примаат прашањата од онлайн заедницата. Заради мерките за заштита од коронавирусот, нашиот настан и овој пат ќе биде без публика, но онлайн публиката е секогаш тука. Јас се надевам дека ќе имаме убаво попладне овде во Штип,
Очекуваме исто така приклучување и од странство, заради тоа и го правиме овој настан во попладневните часови, во други временски зони, па заради тоа и се надевам дека овој интерес ќе сватите дека е и поширок отколку во рамките на нашата земја. Ви благодарам уште на сите што дојдовме, а јас сега ќе се преселам на моето место таму. Пред да се преселам таму, првото прашање на градоначалникот или не. Може би било подобро да зборуваме со институциите прво. Зошто да не? Па би сакал да ја замолам господјата која ни доаѓа од институцијата најнадлежна за оваа работа, а тоа е од пописната комисија овде во Штип. Кажете ни, како се одвиваат подготовките, како почна пописот, кажете ни нешто за тоа како ќе се спроведе пописот токму во општина Штип. Какви проблеми имаме, дали имате и кои се вашите очекувања. Може би малку за значењето на пописот. А од следното прашање ќе седнам таму. Ви благодарам многу. Да поздравувам и вам и сите присутни. Јас сум председател на комисијата на пописен район 16 за општините Штип и Карбинци по функција и секретар на општината Штип. Согласно законот, член 28 од законот за попис, секретарите на општините, каде што е седиштето на пописниот район, е и председател на пописната комисија. Најнапред на почетокот да кажам дека улогата на комисијата во пописот е само да дава логистичка поддршка на Државниот завод за статистика во спроведувањето на пописот. Нема стручно методолошка надлежност, туку сите толкувања за примената на законот, методологијата за попис и надлежност на Државниот завод за статистика. За почеток би сакала да кажам некои општи работи за пописот. Истиот, како што кажавте, ќе се одржи од 1 до 21 април оваа година. Истиот практично е започнат со тоа што од 1 март до 21 април може да се само попишуваат нашите граѓани кои живеат и кои работат, односно кои се наоѓаат на привремена работа и преспе во странство. Со пописот ќе бидат опфатени лица, домаќинства, станови и други населени простори. Определени се 50 пописни реони за целата држава. Општините Штип и Карбинци се определени со пописен реон 16 со седиште во општина Штип. Комисијата на пописниот реон 16 е составена од 6 членови, и тоа секретарите на двете општини, на општина Штип и општина Карбинци, и 4 члена, од кои 3 члена се членови од општината Штип и едно од општината Карбинци, со заедничка спогодба помеѓу општината Штип и општината Карбинци. Заедничкиот кандидат, еден е заеднички кандидат на двете општини, поради тоа што општината Карбинци немала стручно лице од областа на геодетските работи. Комисијата на пописниот район 16 е именувана од страна на директорот на Државниот завод за статистика на 10 февруар, а надлежноста на комисијата е, како што кажав, согласно членот 28 од законот за попис, комисијата ги врши следните работи. Учествува во информирањето на населението за значењето на пописот и правата и должностите на граѓаните во пописот, обезбедува просторни и други материјално-технички услови потребни за спроведување на пописот, како што кажав, логистичка поддршка, презема мерки за навремено опфаќање на единиците на пописот, обезбедува просторни и други услови за спроведување на обуките на учесниците во пописот, заедно со државните инструктори подготвува предлог за избор на реонски инструктори и попишувачи, заедно со државните инструктори врши распоредување на инструктори и попишувачи по пописни кругови, и врши и други работи кои се дадени со упатството за начинот на работа на комисиите. Пред да продолжам за улогата на комисијата, само би сакала да кажам дека согласно членот 2 од законот за попис, податоците кои ќе бидат добиени од пописот ќе се користат за следните цели: креирање на развојни политики, макроекономски планирање, научни и други истражувања и статистички цели. Во периодот од 23.2 до 28.2 беше објавен јавен конкурс за реонски инструктори и реонски попишувачи.
На тој конкурс од страна за општината Штип се пријавени 265 потенцијални кандидати, односно потенцијални попишувачи и инструктори. Комисијата на пописниот район 16 во пописниот район 16 за општините Штип и Карвинци е предвидено 129 попишувачи, од кои 112 македонци, 6 турци, 5 роми, 5 власи и 1 србин. Исто така е предвидено 13 лица да бидат рајонски инструктори. Како што кажав, на јавниот конкурс се пријавени 265 лица, значи за општините Штип и Карбенци е завршен конкурсот и следуваат следните активности, бидејќи во некој од пописните райони во Република Северна Македонија не е пополнет бројот и конкурсот повторно е реобјавен и ќе трае овие неколку дена. Ние во нашата општина од потребните 129 се пријавени, како што реков, 265. Списокот на овие пријавени лица ќе биде објавен по насоки на Државниот завод за статистика на 8 и на 9 март на огласната табла на општина Штип и поради тоа што ние имаме соработка со нашите локални медиуми, исто така ќе биде објавен и на нашата веб страница на општината и на локалните медиуми, за да можат да бидат информирани кандидатите каде ќе треба да се пријават. Може ли само да дополнам тука, ние како организација отворивме регионален веб портал кој известува токму за теми од овој регион, се вика Zoom.mk и можам да ви ветам дека и ние ќе го објавиме тој список и сите останати информации кои сметате дека се важни за информирање на населението. Ви благодарам, ќе ви контактираме. Да продолжам, ќе се формираат групи од по 12 лица кои ќе учествуваат, кои ќе бидат тестирани, секако со запазување на сите епидемиолошки протоколи за кои имаме веќе добиено допис од Државниот завод за статистика. Тестирањето на пријавените кандидати треба да се одржи на 11, 12, 3. За групите и времето на тестирање, комисијата благовремено ќе ги информира сите пријавени лица. Тестирањето ќе се одржи во големата сала на општината Штип. Ова е првично во консултација со Државниот завод за статистика, доколку нема да имаме можност во тие 2 дена да ги извршиме сите тестирања, тогаш ќе побараме помош од некој од училиштата што се во градот, најверојатно ќе биде гимназијата, меѓутоа сметаме дека во општината Штип и согласно упатството што е дадено од страна на Државниот завод за статистика и во соработка со градоначалникот, се обезбедени сите услови, односно се обезбедена просторија како за комисијата на пописниот район 16, така и за рајонските попишувачи, просторија за тестирање, просторија каде што ќе биде складиран материјалот што ќе ни биде доставен од страна на Државниот завод за статистика и информатичката опрема која ќе ни биде доставена. Мислам дека се тоа првичните работи кои се од технички аспект што се однесуваат на попис. Може би не ве слушнав, меѓутоа аплицирале 265 лица. Треба да се одберат 129. 129 лица ќе го добијат. Дали тие што ќе ги задоволуваат критериумите, не знам дали е тоа така уредено во Државниот завод за статистика, тие што ќе ги задоволуваат критериумите, меѓутоа нема да влезат во таа бројка од 129, може ли општина Штип и Карбинци да им позајмат на други општини попишувачи кои би можеле да работат таму каде што нема доволно кандидатки и кандидати? По упатствата ни е кажано дека треба да обезбедиме плюс 10% како резервни попишувачи и инструктори. Нормално се наоѓаме во една посебна епидемиолошка состојба, се може да се случи, но се уште немаме упатства дека тие кандидати што кај нас ќе го поминат прагот, односно тестирањето, ќе можат да бидат позајмени на други општини. За такво нешто се уште немаме упатство. Благодарам. Јас сега би прешол и на другите гостинки и гости. Господин Николов, градоначалник на општина Штип, кој се разбира е тука во еден крајно интересен теснец временски,
во декември беше избран за градоначалник, имаме локални избори во октомври, но тоа е посебна тема. Се разбира, денеска, ако зборуваме за попис од позиција на градоначалник, кое е значењето на пописот за вас? Зошто пописот е важен за една локална самоуправа, за градоначалник, за општина, за општинскиот совет, за институциите на локално ниво? Како вие гледате на пописот? Што ќе ви помогне пописот со своите резултати, еве од ова што го слушнавме сега, во поглед на развојот на општината? Дали воопшто ви треба? Првен благодарам на поканата и ви посакувам добре дојдено во Штип на сите гости и домаќини. Како што кажавте, декември месец беше изборен месец на општина Штип, каде што биравме градоначалник на оваа општина, каде што граѓаните ми избраа мене. И така ќе почнам да дискутирам работава околу пописот. Пред да станам градоначалник, јас бев интервентен кардиолог во целиот регион. Кога дојдовме, ние немавме точна статистичка бројка колку жители живеат во Источна Македонија. И како таква, немајќи таков податок, ние не можевме да ги направиме релевантните резервации на материјали што не се потребни за стентирање. И затоа првата година, 2014 година, обезбедивме 9 милиони денари, па видовме дека тие траат 3-4 месеца, па втората обезбедивме 14, за да на крај застанеме некои 24 милиони денари, работејќи акутно секојдневно со цел да видиме реалната бројка на тоа колку пациенти доаѓаат во Штип за интервенција. Тоа во интервентната кардиологија ние имаме сооднос по број на жители и отприлика се знаат колку миокардни инфаркти или колку стентирање има во регион. Ние зборуваме за некаква бројка на источниот регион околу 300.000 жители. На источниот плански регион зборувам. Меѓутоа таа бројка не сум сигурен дека е 300.000. Заради тоа што бројката на стентирање годишно на регион е некаде околу 600 пациенти. Така да пописот е суштински битен за една општина. Зборуваме ние сега како градоначалник, тргнав од позади да ви кажам колку фалат тие бројки за тоа да знаеме колку жители има Штип, колку жители има Кочани, колку жители има Струмици и така натаму. Се враќаме назад да не знаеме ние колку жители според возраста живеат во нашата, колку се постари, средна и млада возраст. Ние не знаеме колку од нив се македонци, турци, власи, роми и така натаму. Секоја нација, секој ентитет си има своја генетска предиспозиција за одредени болести, зборуваме секој доктор. Од друга страна, како градоначалник, ние се среќаваме со една ситуација да, како и председател на Источнопланскиот регион, ние немаме конкретна бројка за да бараме соодветни проекти од европските фондови. Кога ќе почнете да правите едно барање, една спецификација, една апликација, ви вели колков број на жители од таа до таа возраст живее во регионот. Ние немаме таков податок моментално. Користиме податоци од 2001 година кои што не знаме колку се точни. Во меѓувреме општина Штип се развива, 2-3 населби се развиваат, луѓе се иселуваат. Не знаеме дали возрастната популација, постарите лица доминираат, дали доминираат средната група, дали доминираат младата група. Тие се многу битни податоци кои што ни се потребни на нас како градоначалници, па и се не само градоначалници, значи имаме од образовниот систем, имаме од здравствен систем, имаме од општествен систем. Ние мораме да ја знаеме бројката и според таа бројка значи ние ќе ги правиме колку ни требаат градинки, колку ни требаат школски училишта, односно образовни училишта, колку бројки на факултетски единици ни треба. Ние според тоа ќе ги правиме социјалните аспекти. Според тоа ќе ги правиме и здравствените аспекти. Да знаеме колку болници треба да изградиме во регионот. Заради тоа што ние не можеме сега се гради клиничка болница Штип, која што се надевам дека ќе се заврши во наредните години, година-две. Ние точно, ако земеме основата да ја бараме дали има потреба источниот регион за таков клинички центар, не сум сигурен. И јас би сакал да биде точно токму во Штип и ми радува што ќе биде во Штип, меѓутоа таа болница почната да се прави врз база на теоретски бројки. Од тие гледни точки, ние мораме да ја знаеме нашата демографска, социјална и образовна структура. Без тие параметри, една општина не може да се развива во ниеден правец. Ние сега, ево, како градоначалник, се среќавам со урбанистички проблеми.
Доваѓаат инвеститори, сакаат да градат што станови, што куки, што деловни простори, и ние треба да го планираме градот демографски, да го планираме урбанистички, за да се гради, да се развива. И ние сега треба да инвестираме во инфраструктура, во патишта, во водоводи, канализации, зборуваме отварање на нови региони во нашиот град, каде што ние треба да планираме колку од овие простори да бидат згради, колку да бидат куки, и треба да ја знаеме статистиката, односно да ја знаеме бројката на побарување. Меѓутоа, се уште се водиме според интересот на граѓаните. Граѓаните имаат интерес да купуваат станови, тоест можеби заработиле некој денар во својот животен век, и сега тие денари најлесно и најстабилно да ги инвестираат во недвижни, и од таа гледна точка се купуваат станови, и сега имаме перцепција дека општина Штип има зголемен број на популација. Дали е така или не е така, тоа ќе го видиме сега со пописот, кој што е битен да биде во нашата држава, битен е за нас како македонци, битен е за сите жители на Република Северна Македонија, бидејќи без попис ние ќе лутаме и ќе плутаме. Без попис ние нема да бидеме интересни ниту за Европа, ниту за светот. Без попис ние нема да си ја знаеме нашата основа. Така да пописот како една техничка и статистичка операција е многу битна да се случи сега, и после тој попис да видите дека и работите ќе тренат во еден правилен правец за нашата држава. Благодарам за овие интересни податоци, особено делот кој се однесуваше на вашата професија, прочем како доктор. Тоа се битни податоци, битни аспекти. Еден дел од тоа што го зборувавте е и нешто со кое ние се соочуваме во граѓанскиот сектор, во медиумската продукција и така натаму. Често се случува вие да имате некаков проект или некаква замисла да отидете во некој регион или во некој населено место и имате некоја проекција стара 18-19 години за тоа кој е населението, одите таму и нема никој. Односно е далеку по мала бројката на жители. Миграција село-град Имено. десетина години назад. Така е. С последните години може би имаме миграција град-село. И тоа не го знаеме. Ние знаеме за некои села кои што биле полни пред 10-15 години, сега се тие празни. Малку е поневеројатна таа варијанта од град према село, меѓутоа не знаеме, треба да провериме. Имено затоа е тука и Заводот за статистика и сите тела кои ги има во својот состав. Јас би сакал да, ако ми дозволите, да предам сега во опозицијата, во доменот на опозицијата. Опозицијата, каде што припаѓате и вие како координатор на советничката група во општина Штип, има сосема поинакви спротивни гледишта за тоа што е, дали треба и како треба да се спроведе пописот. Дали може накратко да ни ги дадете вашите стојалишта, се разбира од позиција на партијата, меѓутоа и од позиција на човек кој е соочен со локалните теми, односно локалните предизвици, можности, стратегии кои ги имате. Повелете. Прво, и од мене да ви посекам да дојдете во Штип, во центарот на Источна Македонија, во македонски Манчестер. Тоа го знаете сите дека е центар на текстилната индустрија. Така е. Прво би почнал од вашата девиза за ова видување. Значи, попис, статистика да, политика не. Остварување на статистички податоци за стратешки цели да, податоци статистички за политички цели не. Насочна потреба е да има попис. Тоа никој не го спори. 20 години немаме попис, има еден обид пред 10 години за одржување на попис, знаеме сите како заврши тој попис, да не навлегуваме во причините за истиот, иако можеме многу да зборуваме, и од една и од друга страна, меѓутоа дека е насочна потреба, Она што нас, како луѓе, како функционери, како политичка опозиција во овој град и опозиција во државата во овој момент,
не кочи и не прави сомничави, така да кажам, е начинот на остварувањето на целата оваа постапка, односно донесувањето на законот за попис и сето оно што следи со него. Може би и вие, како граѓанска иницијатива, малку доседите со еден ваков настан, да дискутираме, може би требаше да дискутираме и пред да се донесе законот, односно да го имаме предлог законот и да дискутираме по него. Може би ќе имаше многу помал сомнеш, може би ќе имаше и решение на целата работа и да имаме еден попис кој ќе биде поддржан од сите фактори во оваа држава. Меѓутоа, злоупотребата на тоа европско знаменце и донесувањето на законот по скратена постапка е прва работа која пројавува сомнеш во целите кои што сака да се постигнат, начинот како сака да се постигне вредена цел. Како ќе реагира било која опозиција? Значи, нешто кое не е на јавна дебата, нешто кое нема јавност помеѓу граѓаните, нема јавност во собранието, се донесува по скратена постапка, не баре ни гори под нозете. Да, потреба е, и то не по секоја цена. За ваква операција е потребен консензус, и политички, и човечки, за да бидеме на крајот сите задоволни и да добиеме податоци кои ќе ни служат за воеднината, за оно што служи статистиката, развојни цели во сите сегменти, и за оно што зборуваше градоначалникот, и здравствени, и економски, демографски, и така натака, и така натака, и така натака. Што кога ние, повеќето тоа се изрази и преку собирањето на граѓански подписи, кај што има нас 100.000 подписи кои се противат на овој закон, и кои што бараат поништување на законот, се докажува една работа дека колку и да е добра намерата за одржувањето на овој попис, толку е голем и сомнежот. Не остваривме комуникација да најдеме заедничко решение. Иако нудевме одредени така да кажа исправки или доработка на самиот закон во текстот на законот, ни еден амандман во собранието на опозицијата не беше прифатен. Повторен сомнеш. Предлог да во ова време на пандемија, кај се очекува не знам кој пик поред, трет, четврти, се организира таква масовна операција, исто буди огромен сомнеш. Буди и една страв дека можеби со таа операција и раздвижувањето на луѓето, попишувачи и население, ќе дојде повторно до несакани здравствени проблеми. Понудата да се врши електронски попис и каде што се најде некој проблем да се интервенира на терен, да се разгледат тие ситуации, исто тоа не помина. Значи, сето она што како опозиција се понуди на позицијата, на собранието, не беше прифатено. Како сега, да од тој аспект гледано, еко не сакам да размислувам лично, за ниски побуди, сепак реакцијата на власта и на одговорните фактори, лично кај мене исто пројавува сомнеш дека нешто не е во ред и се сака да се постигне нешто друго. Не би сакал да верувам најмалку во тоа, бидејќи тогаш како човек кој што долго години така да кажам во наша штипска политика, на политичка сцена и дебатирање по разни форуми, дека нешто такво би требало да се случи. Што да кажам понатаму? Пописот рекол дека е потребен. Никој од опозицијата, ќе го повторим и тоа, не е повикал ни на општинско ниво, ни на републичко ниво на бојкот на процесот на попис. Официјално никој не е повикал. Повикано е само на можните злоупотреби. Една од тие злоупотреби, ќе го кажам, дека е и објавата по разни медиуми и по социјални мрежи, повикот од органите на Социјалдемократскиот сојуз
до нивните членови да се пријават за попишувачи. Добро луѓе, сакаме ли да градиме доверба или не? Сакаме ли да едни други се сослушаме или не? Очигледно е толку раслојување на политичката сцена, то не си веруваме на самите очи, на самите уши. Тоа е многу лошо. Не знам во иднина како ќе стекнеме еден минимум доверба меѓу нас. Да, ние сме пријатели, ние сме комши, ние сме другари. Мито кога дебатираме на политички цени, ние си немаме доверба. Едни со други и во општината, и во на нашите седници, на комисиите, исто имаме дискусии, работи на кои си немаме доверба. Тоа тргнува од едно високо ниво, па се спушта и на локално ниво, така е и со пописот. Значи, да повторам на крајот, дециден став, никој не е изведил дека треба бојкот да има. Него треба да има попис. Ако некој сака да го злоупотреби, ние се сомневаме во тие работи, нека му служи на чест, а во иднина тоа ќе се покаже како многу лош чекор. Благодарам. Благодарам. Јас има се разбира супер кратко ако кратко, само еден момент, ако може јас само да кажам во врска со нашите настани за поврзани со темата попис. Ние подолго време говориме на оваа тема, а инаку првиот од серијата настани кои се однесуваа и на пописот, се разбира, зборувавме и на други теми кон крајот на минатата година, меѓутоа со учество на господин Симовски, директор на Државниот завод за статистика, имавме настани уште и во кон крајот на ноември, ми се чини, почеток на декември, така што може би малку за доцето доаѓаме во Штип, меѓутоа сепак говоревме на оваа тема, би сакал тоа да го споменам. Господин градоначалник, многу кратко, бидејќи ќе треба да ги сослушаме и другите. Господин Љубе и господин Серафимовска ми се и пријатели, и другари, и сограѓани, и се знаеме со години, меѓутоа, мислејќи дека темата ќе се движи во праве за даваме предлози, како што кажавте вашите колеги позади камерите ќе запишуваат предлози, ќе ставаме некако, како што сватив Љубе, освен критиките за пописот, друго нешто конкретно не слушнав, сега само на кратко, во многу кратки црти во однос на тоа што го кажа. Точно е дека не се прифатени доста амандмани, што се неколкуте амандмани кои што се дадени, меѓутоа можеби треба да ја барате причината и во тоа дали бидете доволно квалитетни. Не зборам за вас, вашите колеги кои што се во парламентот. И тоа не е нивна грешка, можеби тоа е грешка на раководството на вашата партија. Предпоставките кои што ги давате без факти е само причина да зборуваме дека тоа е по делу знаме на брзина се носат. Зборувате за собрани се веќе 100.000 подписи и тоа е повторно од матрицата на вашето раководство, каде што можеби е само вкупната гласачка подршка од народот што имате со тие подписи и последната работа која што ќе кажеме, зборувате дека пописот е лош и може да предизвика зголемување на заразените во пандемијата. А за време на собирањето на подписите против пописот, вие не ги почитувавте, барем во Штип, тоа што го видов јас, протоколите за како да се взимат, а после локалните избори, кои што помина во најдобар ред, бројките паѓа во Штип. Благодарам се, извинувам што се вмешав, меѓутоа имав потреба да го кажам. Јас ке морам да реплика да кажам две минути. Јас би ве замолил да се воздржите, меѓутоа јас би сакал прво да одиме на председателката на Општинскиот совет, па на вашата колешка, а овие двајца што се на самиот крај, ако не ви е проблем да ја задржите мислата до... Не, немам мисла, само сакав да... Да, повелете. Сосема кратко ви молам. Сакав само да кажа дека не мисля дека строго политички ќе тераме оваа работа, господин началник тргна политички и не би сакал да одам во анализа на неговите примери. Океј. Што? Аха, океј. Благодарам. Председателката на Советот на општина Штип, господја Маријана Рогожарска-Поповска. Повелете вие од позиција и на председателка на Општинскиот совет, меѓутоа и како граѓанка на општина Штип. Каде го гледате значењето на пописот? И може би да се осврнете, еве гледате на самиот почеток од нашата панел дискусија, гледаме прилично спротивставени ставови.
кои се однесуваат токму на пописот. Колку тоа е статистика, колку е политика? Дали може да ни дадете ваше гледање? А може би и од позиција на родовата еднаквост, односно кои се интересите и за родовата еднаквост, за родовиот баланс, односно на жените во оваа статистичка операција, која за жал од која за жал не изостанува ни политиката. Повелете. Најнапред благодарам на поканата. Поздрав до сите присутни, до оние што не гледаат преку оваа онлайн дебата. Јас би тргнала како председател на совет на оно со што се соочуваме и како советник. Од неодамна сум неколку 3-4 месеци сум председател на совет, меѓутоа како советници мораме да си признаеме сите дека ние секоја година или на 3 години донесуваме развојни програми од дадена област. Ќе го земам последниот пример, кој што согласувањето за законите кои што се од социјални грижи, требаше да се изработат и некои програми, стратегии за развој на општините во делот на социјалните политики. На првата страна, оно што ме остана в почеток е вели, во Штип има толку и толку жители, од кои толку и толку од таква и таква националност, кој и вели се повекуваме на извори од пописот од 2011 година. Ние сме 2021 година. Говори за разлика од некои 19 години на кои што ние не можеме да знаеме со сигурност дали сме ни по број на население, ни па дали овие карактеристики останале во тој дел и во однос на етничката припадност и број на мажи, жени и сите. Ово отвара една дилема кај нас и на крајот се прашуваме дали ги донесуваме вистинските одлуки, дали тоа се соодветните програми што ги задоволуваат потребите на нашите граѓани, дали оваа вистинската слика. Според тоа, мојот став е дека попис ни е апсолутно неопходен, доколку сакаме да знаеме во која насока се движиме. И можеме да проговориме и за Штип како една средина. Штип во последниве 10 години има универзитет. Верувам дека тоа го зголеми бројот на високообразовни кадри. Меѓутоа, ние ја немаме таа статистика со која што би знаеле дали треба сега да направиме високообразовните кадри, нивната вработеност и невработеност, некои политики кои што би се однесувале на вработување, или пак имаме повеќе население што останало со средна школа, кој од нив се немаме реална бројка за сето ово. И мислам дека ни е неопходен во тој дел. Следејќи ги ситуацијата околу предлозите на опозицијата и она што, може би рекла во еден дел дека доколку би било многу побаве доколку беше во целост пописот електронски. Меѓутоа ние мораме да знаеме, ако ни се податоците од 2001 колку население нема основно познавање од работа со компјутери, спаѓа во групата на лица кои што не знаат ниту да читаат, ниту да пишуваат, да се подпишуваат и каде ќе се најдат овие луѓе? Дали тие вистински ќе дојдат до пристапот до она што се нивни потреби? Затоа, се додека со оглед на тоа дека станува збор за 19 години, велиме попис треба да направиме на секој 10 години. Ајде да ни биде овај комбиниран модел кој што ни дава реална слика и на тоа колку од нашите граѓани на Република Северна Македонија се иселиле во странство, каде тој тренд е поголем, бидејќи таму велиме по адреса на живење македонските документи од кој град каде е поголема тенденцијата, ќе ни даде некои основни за истражување што е реалната причина за иселувањето и дали ние можеме да донесеме трајни стратегии и како општина и како држава. Во тој дел сметам дека треба да имаме и дека овој пат е буквално оправдан начинот зашто тоа би требало да биде комбинираниот модел, електронски да ни овозможи и на оние граѓани покрај целокупната ситуација со пандемијата, неможноста да се вратат во земјата и да сакаат да се попишат во дадениот момент, ни дава една многу поубава и пореална слика. Со оглед на тоа дека 19 години не сме имале попис, никој не негира дека можеби нема да има пропусти во целиот систем и затоа сме овде и треба да работиме на отстранување на истиот. Ако 20 години не сме направиле да се обидеме, постојано сме закачувале некаде, сметам дека не треба тоа да го продолжуваме во недоглед. Ако велиме дека преговорите за отпочнување на пописот започнаа во 2019 година, кога имаше некој пилот
проект за пробен попис во 13 општини, во кој што се спроведуваше. Помина без проблеми, беше на истиот начин по внесување на таблет, на електронски, но тогаш се разговараше. Ајде наидовме дека се бараше, сега ќе премина моделна политика. Дали предвремени избори или непредвремени избори, па дали го одложувавме, па ги закочивме законите, па донесовме технички влади, па велиме ова ќе биде, она нема да биде. Па не здеси пандемијата со која што и се уште се соочуваме и имаме протоколи кои што. Но дали тоа значи дека доколку целиот свет не се избори со оваа пандемија наскоро, ние треба да тапкаме во место и да чекаме уште 5 години за да добиеме реална слика за тоа што значи жителство, мислам, карактеристики на населението. Затоа, како председател на Совет, искрено кажувам дека во однос на програмите кои ги изработуваме, би сакала да имам реални слики за тоа дали населението од едукација, од родова застапеност на населението, па и во однос на тоа, бидејќи ние имаме некои електронски бази на податоци, неколку регистри во кои што веќе се прибираат, но меѓутоа може да земеме дека обично се води по документот, лична карта, адреса на живење, меѓутоа не сите има пројавиле некој начин на кој што стигнале во друг регистар дека имаат друго живеалиште, не она што им се води по лична карта. Дали ние како општина имаме во кој дел треба да го развиваме градот? Ако погледнеме, ќе тргнам од неколку приградски населби, ќе ја земаме од каде што јас потекнувам населбата Македонка и Свиногојство, каде што имаме на терен имаме реален број на граѓани, меѓутоа ако ги погледнете по личните карти, тие не припаѓаат таму. Дали ние треба да направиме стратегија, ако претходно велевме да се концентрираме, бидејќи населбата Сењак има најголем број пожители по тоа територијално по последниот попис и треба да инвестираме во овој дел во инфраструктура. Дали тоа се променило во овие 19 години и треба да велиме да, тие луѓе вистински живеат, тоа е фактичката состојба и треба да се насочиме на тој дел. Ова е само пример во однос на тоа каде со што се среќавам како граѓани на Штип и потребите. Јас овде би завршила во моето излагање во тоа како јас гледам на она што значи операцијата попис и за која што сметам дека ни е неменовна, во што може поској рок да се заврши, да имаме крајни резултати со кои што ние по барање до Заводот за статистика би добивале реална слика на која што ги креираме нашите политики. И може би во делот на креирање на политиките на политичките партии при изработката на програми кои за локални избори би ни дала реална слика што е вистинска потреба на граѓаните и каде ние треба да се насочиме. Ви благодарам за вашето излагање, кое имаше и малку поширок, би рекол, политички спектар на толкување на значењето на пописот. Би сакал сега тука некаде се воспоставува балансот меѓу власта и опозицијата на локално ниво, меѓутоа ниеден од досега присутните, досега тие што зборува, не го избегна ни националниот контекст на ова прашање, што се разбира е неизбежно, бидејќи сите сме жители на целата земја, а не само на нашите општини. Би сакал госпоѓа Христина Серафимовска, советничка во општина Штип, од редовите на ВМРО-ДПМНЕ, да ни го даде нејзиното толкување. На вистина, еве, слушнавме веќе 3 различни ставови, излагања. Каде вие ја гледате ова разлика голема што е меѓу власта и опозицијата? Зошто е тоа така? И се разбира, при тоа имајте предвид и институционалниот, односно професионалниот аспект на кој го слушнавме на самиот почеток. Во што се состојат точно аргументите со кои вие располагате лично и се разбира како представничка на вашата партија? Благодарам за поканата. Лично мојот став после слушнатите излагања, не само сега на денешнава дебата, но туку генерално на мислењата на двете страни, на позицијата и на опозицијата, се општо познати и никако да се сретнеме. Значи, секој држи до својот став, може би зборуваме и за иста работа, но мислам дека пред се нема желба за комуникација и за разбирање. Ние неколку пати спомнавме дека
не сме против попис. А секогаш од другата страна, аргументите на владата се за тоа колку ни е потребен попис. Мислам дека тоа прашање е затворено. Попис е насушно потребен. Сите чинители во ова општество се бориме за една работа, да има попис. Тоа никако како да не е јасно во јавност или се злоупотребува намерно. Но што се случува во моментот? Дали треба да има попис заради попис или попис заради реален попис и вистински бројки? Од она што досега го слушнавме и од градоначалникот, а и председателката на Советот заврши со вистинската поента на која што јас всушност сакам да дебатирам на темата за реални бројки. Имаме, значи, целиот процес околу организацијата на пописот веќе е во една одмината фаза, околу преговорите, донесувањето на законот, еве гледаме дека веќе започна и самиот процес на попишување во диаспората, така да веќе може да зборуваме за аргументи, што точно се случува и која е големата слика. Во моментот, мора сите заеднички да се сложиме, дека ќе има добар дел од населението кое што нема да се попише. Од различни причини. Овде имаме политички партии и организации, движња кои што отворено повикуваат на бојкот. Ако не се лажам, со резерва, мислам дека еден од нив беше и господинот Бачев, ама пак ќе кажам со резерва, значи тој има своји приврзаници кои што еве нема да се попишат. Овде ВМРО ДПМН е како политичка партија која што во претходниот период и уште настапува со критики за организацијата на пописот. Значи ние не повикуваме директно на бојкот, но сакаме да се вложи и да ги освестиме сите чинители на самиот процес, да се вложи во корекција на аномалиите и постигнување на вистински попис. Сепак дел од нашите следбеници, гледајќи дека нема слух од другата страна и ништо не презема власта за да изгради доверба и да коригира некои делови во целата процедура, значи верувам дека ќе го задржат правото да не се попишат. Од друга страна, тука е делот со пандемијата. Ние мора да признаеме, на волку жртви во Македонија и на волку заболени, сега во пресрет на нов бранд со уште поопасни соеви на вируси, многу легитимно ќе биде некој граѓанин да не дозволи внатре да влезе комисија да го попишува. И тоа нема да бидат поединци, верувајте. Тоа ќе биде поголема маса на народ. Околу протоколите, еве, точно дека постојат протоколи, дека можеби е размислувано на таа тема. Но колку протоколите се гаранција за здравјето на луѓето? Дали власта не е контрадикторна самата на себе? Еве во моментот имаме налог од министерката Мила Царовска, која што забранува спортските клубови да тренираат во училишните сали, иако постојат протоколи за заштита кои што гарантираат дека нема да има пренос на вирусот од спортистите до утрешниот ден на ставата на учениците, сепак и покрај постоењето на протоколи, таа го забранува тренирањето на клубови. Зошто? Бидејќи сепак постои ризик дека може да биде направена трансмисија на болест. Зошто ние тогаш да веруваме дека протоколите ќе гарантираат здравје во делот на пописот? Значи ќе имаме еден огромен процент на маса на народ кој што нема да биде попишен од здравствени причини. Плюс тука можеме да ги додадеме и оние луѓе кои што како поединци од личен избор на секој попис не се попишуваат. Но сепак тоа е додадена бројка. Овде е аномалијата што се случува во диаспората. Значи пописот е веќе почнат, имаме неинформираност на добар дел од диаспората. Значи во текот на вчерашниот ден добар број на земји се изјаснија дека воопшто таму не е проследена информација, а замислете. Значи процесот веќе тече. Значи, луѓе веќе имаат испуштено период за да нели се попишат. Што значи се во ова? Ова значи е сигурно, гарантира огромни отстапувања од вистинските бројки како во крајниот резултат. Сега јас имам едно прашање. Што е поголема штета? Да се креираат политики без бројки или да се креираат политики со висока самодоверба врз погрешни бројки? Јас мислам дека второто. Посебно ако го земеме фактот со финансискиот влог, колку ќе чини овој попис, со целата ова лоша крв што се
случаи нели во целото општество и конфликт од сите страни, нели се зајадоа опозицијата, позицијата и другите чинители, многу зборови слушнавме, многу навреди од сите страни. На крајот, што е тоа што ќе го добиеме? Овде ми се наметнува едно друго прашање. Дали кога ќе заврши целиот процес и кога ќе имаме крајен резултат, има механизам да се утврди колкав бил процентот на бојкотирачи? Во смисла на постојните бази на податоци. Па да видиме колкава е всушност разликата во отстапувањето. И мене тука ме загрижува позицијата на власта, која што воопшто не размислува, барем за одложување, не за да нема попис, туку за да се надминат несогласувањата. Тоа може да биде одложување од неколку месеци, не мора години. Па и година ништо не значи ако земеме во предвид дека ние како држава веќе 20 години немаме попис. Благодарам. Благодарам. Јас дали може би представничката на пописната комисија има некоја интервенција, некој податок да сподели кој се однесува на спроведувањето. Меѓутоа кратко блиц за да продолжиме понатаму со другите излагања кои се исто така според мене важни, подеднакво важни. Јас имам чувство дека институцијата е под индиректен напад и во јавноста и од опозицијата, извинете ако грешам. Како вие го чувствувате овој притисок, ова трвење меѓу двете спротивставени гледишта во поглед на пописот? Вие тоа претпоставувам ќе го направите професионално со сите методолошки издржани постапки, особено имајќи предвид дека сите што ги познавам од Заводот за статистика се навистина професионалци кои во регионални рамки пошироко понудиле своји искуства, своји оригинални решенија и професионални решенија и на други земји кои се дури поголеми и поразвиени од нас. Дали вие имате некој свој став во поглед на тоа што го слушнавте до сега? Кратко само ако може, а потоа ќе зборувам и пошироко. Да, јас сум представник, односно председател на комисијата за пописен район број 16 по функција, односно како секретар на општината Штип. Не сум представник на Државниот завод за статистика. Значи, како што кажав на почетокот, ние како комисии имаме обврска да им дадеме логистичка поддршка на пописот и немаме право, согласно законот, да даваме било какви толкувања на самиот закон, сето е тоа во надлежност на Државниот завод за статистика. Што се однесува до техничките работи, како ќе се одвива пописот, што ќе се одвива пописот, што ние треба да обезбедиме, ќе одговорам во секој момент. Меѓутоа, немам право по закон да давам толкување на членовите. Токму на тоа мислев. Значи, дали вие сте уверени во тоа дека вашата пописна комисија ќе ја заврши работата како што треба? Немате некои проблеми во врска со тоа? Составена од професионалци, по струка дипломирани економисти, правници и геодетски инженери, како што бара законот, и ние ќе дадеме се од себе пописот во општината Штип и општината Карвенци да се спроведи согласно сите насоки и согласно. Немате никаков проблем внатрешен, персонален, професионален за да го спроведете тоа? Апсолутно. Убедени сте во својата професионалност и својот интегритет? Се работи за високи професионалци во комисијата, сите стручњаци од својата област каде што работат, значи имаме таму, ти кажав, дипломирани правници, што се занимаваат со човечки ресурси. Имаме дипломирани економист што се занимава со стопанство и со туризам и угостителство. Имаме дипломиран економист кој се занимава со даноци на општинско ниво, прибирање на даноци и такси на општинско ниво, и имаме дипломиран геодетски инженер кој се занимава со исклучиво само со катастар и со геодетски работи. Значи самата комисија и така е составена, односно е предложена, а потоа е избрана од директорот на Државниот завод за статистика, и тврдам дека се работи за високи професионалци кои својата работа најпрофесионално ќе ја извршат.
Добро. Јас се надевам дека јавноста има потреба од вакви информации, да слушне дека професионалците во структурата на Државниот завод за статистика се самоуверени, односно ја знаат својата работа без оглед на несогласувањата кои се во доменот на политиката, во кои вие сосема професионално не сакате да навлегувате, ниту да ги коментирате. Да, само уште еднаш би Да, сакала повелете. само да ви укажам дека Так. сите членови на комисијата се вработени во општината Штип и во општината Кардинци. Так. Не се во Државниот завод за статистика, нити во податчите единици на статистика. Јасно. Тоа се професионалци кои работат во двете општини. Јасно. Благодарам и за тој податок. Се разбира дека е важен, особено за оние кои се занимаваат со информирање и со мониторинг на оваа операција. Јас би замолил за уште малку трпение да слушнеме уште две излагања кои сигурен сум дека ќе бидат добар придонес за оваа наша денешна дебата. Колега Маневски, повелете вие како гледате на прво од позиција на новинар, се разбира, но и како граѓанин и знам дека нема да се согласите со мене, но и како извонреден аналитичар на економските состојби, како вие гледате на целиот процес и се разбира како гледате на несогласувањата кои ги слушаме во доменот на политиката. Пред се, дали имате доверба дека Државниот завод за статистика е доволно издржан, професионален и дека ги има сите услови да го спроведе како што треба? Прво благодарам на Цигу за оступеното место и благодарам за пофалбата. Ако ние новинарите не се пофалиме меѓу себе, кој друг не пофали поликат и вака и суета да се покажем, само јас не сум маска. Дали имаме доверба или не, ние сме навикнати на донесување на судови, па и пресуди, пред нешто да се заврши. Значи да почекаме да се заврши, да се започне, да се одвие, да се заврши и да ги согледаме аномалиите, па тогаш ќе градиме доверба или не. Јас имам само еден интересен, онака мој заклучок, нели, статистика, а не политика. И овде, зашто разговараме, статистиката не може да биде филозофија. Ако е до нам новинарите или писателите да напишеме по 11 и ќе завршиме работа. Ова е процес на собирање на податоци и на броеви. Мора да е статистика. Не сме да се политизира самиот технички процес, давањето на сугестии за негово подобрување или критиката за движењето е нормална работа и нас на новинарите, а и на политичките партиципиенти во животот. Јас подоцна ќе кажам нешто друго за резултатите од пописот. Тие мора да се политика, ама во позитивниот дел на зборот. Значи се собираат податоците, од нив се креира низа на политики како ќе се организира општеството. А на првата тема за која се договоривме, дали е потребна статистиката и податоците за медиумите. Тоа е нешто што е дел од работата. Од друга страна има и двојни последици. Едното е административно. Граѓаните не знаат, нека јас знам, дека ние се наоѓаме во реалот на подрачјето D3, на кое што добијаш концесија за електронски медиум според бројот на потенцијалните гледачи. И сега, имаш, например, последната бројка е според статистиката од 2002 година, тоа е некаде околу 205.000, па се намали на 195.000. И заради тој број на потенцијални гледачи ти плакаш концесија кон агенцијата. И таа изнесува 5.000-6.000 евра, а во истиот момент можеш да немаш потенцијални толку гледачи, бидејќи поради процесот околу нас сите го гледаме, и на крајот доаѓаме дека може да има 150.000. А ти си должен на агенцијата на државата да ги платиш за концесијата. И оде е нужно таа работа. Второ, во работата, освен пренесувањето на веста, ти како новинар го тоа добро знаеш, тоа е почетен стадиум на новинарство. Следните стадиуми се анализи, следните стадиуми се поттикнување на дебата во општеството на темата за која што даваш податоци, а оде ти треба споредбеници и споредбени податоци и многу тешко да направиш, да се соочиш, правиш еден прилог за мојови сограѓани, некој од советнички мисли дека председателка на Совет го каже тоа. И одеднаш кога ќе направиш процент, тоа е неверодостоен. А си образан на граѓаните да им пренесеш точни податоци затоа што креираш мислење.
Затоа нема сомнеш дека одвојувањето на извршувањето на пописот како статистичка операција е нужен. Исто така е нужен не само како статистичка операција, туку како пресек на едно време во едно општество. Еве што сакав да кажам. Јас инаку сметам дека по завршувањето на пописот, лицето на мојата и вашата држава не може да биде исто. Дури ние и да сакаме да е така. Од многу причини. Прво ќе се види структурата на населението. Ќе имаме оде дузина на недоразбирања, различни мислења, тоа е убавината на демократијата, па и оспорувања, но во секој случај, како пред Јонговото искривено огледало, еден ден ќе мора да се огледаме со вистинската става пред огледалото. Колку не има, не знам дали знаете, пред 3 дена излезе еден труд на професорот Бојаджиски од Американскиот коледж, кој неговото истражување покажува дека во Македонија има 1.670.000 жители и вели дека проектот економски за конципирање на регионалниот развој и буквално организација на државата треба да биде по пат на системот на мегаполис. Дека ние буквално немаме потреба од 120 пратеника, од 15-20 министра, тоа што и градоначалникот каже, од еднаш имаме 170.000 луѓе кои земаат плата од буџет, а кој самата субстанца на полнење не може да одговори на потребите. Значи мора да се скратат парите од капиталните инвестиции кои државата за својот развој ги нужно мора да ги има. Сите тие политики зависат од тоа какви ќе ни бидат резултатите на пописот. Мораме да се погрижиме да бидат близко до најможната веродостојност, затоа што ние ќе мора да живееме со последиците и броевите од тој попис. На политички план, ќе сватиме еднаш дека не може да имаме на 1.600.000-300.000 членови на партија. Значи, кога сега ги гледат, буквално за еден политички процес на политички живот е ненормално. Тоа е клиентелизам. Ние новинарите може да го кажеме тоа. Од друга страна, правењето на макроекономска политика која е многу важна, секоја година ја гледаме, имаме среднорочни, мезопланови, долгорочни планови. Ќе дојдеме Македонија, она што Светска банка како анализа пред 6 месеца ни го кажа, значи кога ќе престанат поредните мерки и финансиските дотации од државата кон економијата, ние ќе мораме да конципираме нови мерки. А новите мерки имат два модела во светот. Едниот е тој на Джефри Сакс, кој се нарекува шок терапија, кој е болен и социолошки и економски, меѓутоа е краток. И оној подолгиот на Пол Кругман, кој вели дека реструктурирањето на економијата е процес за кој што државата мора да се погрижи доколку сака основниот производ и GDP-то речено да и биде во раст заклучно со потребите на граѓаните. Ова се мисли на нобеловци. Не се мои во секој случај. Но да прифатиме дека многу повеќе знаат од нас. Така е, добро. Но во секој случај, да зборувам за било кој сегмент од општеството и мојот дел од информациите, пренесувањето, нашата обврска, пренесувањето на информации, анализи, врзани за реалности са нужност. Инаку повторно ќе дојдеме во просторот, ние како новинари, во просторот на манипулација и пренесување на она во што боледуваме сите, тоа е лажни вести. Значи, секако ќе мораме да ги користиме. Сега, да оставиме ние, новинарите многу зборуваме и другите да кажат, па да влеземе во некаква дискусија. Македонија не може да биде иста држава по завршувањето на пописот. Затоа што користењето на податоците од пописот ќе влезат во секој сегмент на општеството. Буквално секој. Од градинка па до ординацијата кај докторот, до советот, да предпоставиме дека е, како што рече председателка на советот, или Љубе Здравков. Колку не има? Па дали ние ќе мораме да го смениме законот за локална самоуправа? Ако има 3000 жители на Пекчево, па треба ли да имат 15 совети? 13 совети? Или ние, треба ли да имаме 23 советни? Ако дојдеме до податокот дека не има 40.000. Ако тоа, исто го реков, нели, зашто ни требаат 16 министерства, 38 агенции. Ако ги спомена сите имиња на агенциите, предпоставувам дека гледачите и слушателите ќе се зачудат. Не да се преклопуваат, него и они не знаат зашто постои. Значи, уште еднаш да кажем, како сликата кај Левијатан, оно чудовишто што излекува од морето, или како кај Јонговото искривено огледало,
Македонија ќе има потик да се менува. Или ако не се менува, ќе стагнира. Стагнира, друго нема да има. Јас мислам дека Дескот ќе препознае дека насловот на статијата која се однесува на ова излагање ќе биде Македонија нема да биде иста после пописот, а сега би сакал да одиме кон последниот, но ни оддалеку најневажниот наш соговорник во панел дискусијата. Тоа е Горан Трајков, директор на Домот на млади. Причината поради која поканивме вас овде е затоа што младите се нашиот стратешки интерес, нивните стравови, надежи, потреби, интереси, предизвици и можности се всушност иднината на оваа земја. Како директор на Домот на млади, меѓутоа и како активист на граѓанското општество, Горан, имаш сигурно информации за тоа што значи пописот за младите. Дали и се разбира, како директор на културна институција, дали пописот ќе помогне во градењето на некои планови на вашата, и како тоа ќе помогне, ако да, во градењето на вашиот дом, нели Штипскиот дом на млади. Ви благодарам на поканата и поздрав до целата екипа на Цивил, поздрав до сите гости присутни овде. Сега кога зборуваме за политиката, дали треба да има политика, ние сме политички битија. Ние секој ден вежбаме политика. Дали ќе купиме бел леп, црн леп, без разлика, секојаш донесуваме политички одлуки. Нашиот живот се состои од секојдневно политичарење. Збориме. Сега некојаш дали е тоа исправно или не е исправно, тоа секој си носи своја одлука. Ние е важно да работиме за доброто, иако можеби нема да се согласиме. Некој вика тајде да направиме од соговорниците да се договориме. Ако мислиме дека ни е потребен попис, пописот не е консензус, пописот е цензус. И треба да знаеме точно за што зборуваме. Ние сме поставени на една ситуација во состојба да се попишеме или избришеме. Каде се најголемите упоришта на националистичките движења и оно со што кои манипулираат цело време во нашето општество. Волку во проценти биле, етникумите толку биле, а се заборава дека младите забораваат дека постојат младите и младите сакаат нешто друго, изборуваат нешто друго. Малку поразлично од оваа драма, јас би ја нарекол, во која дали да се согласиме, дали да има попис или нема, дали да го одложиме уште една година, 20 поминале, може уште 2, 3, 5, 25, еве тука имаме млади членови, а тука сме 17 луѓе, еве се одам преку пример, а тука имаме 5 млади луѓе, за уште за 5 години тие ќе станат возрастни. Дали ги знаеме нивните потреби кои се? Не. Младите зборуваат многу остро. Многу тешко се може да се мотивираат да зборуваат, меѓутоа кога ќе почнат да зборуваат многу отворено и знаат точно што сакаат. Сакаат едно општество во кое што ќе бидат спокојни, во кое што ќе нема да се грижат дали нивните етникуми ги некои мрази или ги озборува дека са или ќе се шири некаква омрза, не знаат што општество, едноставно сакаат мир. Изморени са веќе од политичките обиди на противниците или на позицијата, дали кој да победи во целата игра. Да, ние имаме политички надпревар. Да, ама нека биде фер и објективен, нека биде базиран на факти, како бројки. Тука имаме 17 луѓе и тоа е факти. Не можеме ние тука да викаме ни треба консензус. Не луѓе. Ние знаеме дека сме 17. 4 луѓе тука сакаат спорт. 3 луѓе сакаат култура. Може би и сите сакаат култура, меѓутоа не знаеме дали сите сакаат култура ако не се попишеме, не ги извадиме приоритетите и нивните желби и она што е потребно за младите воопшто. Дали не е потребен факултет во секое село што се отворени во источниот регион, па и во државата. Колку кадри се продуцирани не е потребно. Каде е ова општество поставено на каков темел во изминатите 16 години, што се случува со овие кадри? Како овие кадри дипломираа, како станаа, како заземаа позиции кои што држат клучни позиции од кои зависи секојдневното наше екзистирање. Нестручни луѓе на стручни места имаме еднакво на пропаст во секој еден сегмент на нашето општество. И тука имаме уште многу зашто да зборуваме.
колку градинки ни се потребни на нас во нашиот град, и во Македонија, па и во источниот дел од нашата држава. Колку училишта ни се потребни во нашиот град. Ние правиме, велиме се соочуваме со проблем, дај да почекаме. Меѓутоа децата малички кои што немаат место за градинка, не прашуваат да почекаме за пописот. Тоа се нуспојавите од зошто што го немаме пописот. Немаме реална ситуација како ние да постапуваме. Оваа стратегија изостанува. Како да се во делот на културната политика. И за младите, како ќе ги креираме тие политики ако не знаеме ние колку програмски содржини да направиме за младите, колку за повозрастните и за постарата генерација, што не е потребно. Во секој случај мислам дека ние во културата ги согледуваме работите од многу агли, ги гледаме секојдневно, а кога се наоѓаме во вакви дебати, се соочуваме со ситуација да имаме еднострано гледање на работите, без да се земат потребите на сите. Да чекаме, немаме време за чекање. Дали процесот ќе биде успешен, па треба да видиме, да почне, да не бидеме баба Ванги, јас што велам, нели, или на Нероден Петко, капа да не му ја кроиме пред време. Што е, нели, нашите предци оставиле вакви поуки, кои што се од колено на колено пренесувале. Не са пишување, туку со предавање на од генерација на генерација. Така и со традиционалната наша музика, не е запишувана на ноти. Тоа е предавана од колено на колено, од баба на внук и така натаму. И мислам дека ние со делот на пописот премногу драматизираме и мислам дека не треба да оставиме пописот да се спроведува, како што кажа господјата Сонја Китанова, од стручните луѓе. Ако има некој сомнеш отколку ќе се заврши процесот и тоа е со факти проверливо, нека се направи нешто. Тоа што е во рамките на законот предвидено. А сето ова предвремено собирање на подписи, гледам дека политичката партија од ВМРО-ДПМНЕ собира пописи надворно отворено, викаат дека нема да пуштат внатре заради епидемиолошката мерка, а од друга страна собираат незаконски подписи во кои ги манипулираат граѓаните дека тоа е законски. Не е законски. И тоа треба да си го кажеме сите отворено, заедно. Дали е тоа поддршка? Поддршка за каков попис е тоа поддршка? Значи, знаеме ние, јас сум поднесувал закон во собранието на Република Македонија во 2012. Собиравме 12.000 подписи и тоа го собиравме во подрачните оделенија на ДИК и знаеме каква беше процедурата. И тука треба да бидеме чисти и јасни. Ако собираме подписи како за подписи, дека не се слагаме во нешто, па има пратеници во нивното собрание. А поддршката на законските решенија, јас во собранието не ги гледам од страна на пратениците од другата страна. И тоа младите го гледат, тоа го гледаме секојдневно, низ нашите живеења го гледам. Така да, во делот за културата, сето спаѓа во делот на нашето живеење и нашето културно битисување. Култура на однесување, култура на политичко делување и култура за прогрес на оваа држава. И конечно мислам дека за младите ќе можеме да ја ставиме овој контекст и правец, еве јас точка, дека младите ќе си отидат. Се морат младите. Не са навикнати да слушаат постојано едни исти работи. Знаат и тие што е вистина, што не е вистина. Мислам, до сега сите научивме веќе како се манипулира со нас граѓаните. Манипулацијата е опасна работа. Кога немаме попис, манипулацијата е пожестока. Кога ќе имаме попис, ќе бидеме многу по чисти на својата работа и секој ќе знае како да се креира својата стратегија, па и во Каменица, мултимедијалниот центар кој што има еден вработен, можеби ќе вработат и млади луѓе кои што ќе креират политики таму и ќе има своја смисла на постоење и своја програма за делување. И сето тоа е врзано со пописот, со бројките и така, од бројките не можеме политика да направиме. И јас се надевам дека со бројките, како што каже и колегата Војо, дека од бројките политики, позитивни политики за стратегија за развој на оваа држава. Па и на крајот државата кога се задолжува, сигурно ја прашуваат колку жители имате вие во вашата држава, како гарант за да може да се развиваат некои стратегии. Така да, тоа се моите ставови. Во културата театарот пропаѓа, меѓутоа театарот не е префрлен во нашето секојдневие. И тоа сакале да си го признаеме сите заеднички или не сакаме да си го признаеме, ако мислиме дека зошто театарот пропаѓа, еве нека биде оваа една смерница зошто ни се случува во делот на културата
некои симптоматски појави кои што ги гледам и како би можеле да ги излекувам. Значи секој ако си ја гледа својата работа од професионален агол, јас би мислам дека можеме ние да напредуваме. И немам против да бидеме противници. На крајот од денот јас знам дека ако сме противници со факти и со аргументи, ние ќе имаме подобри решенија за сите нас. Па јас ќе донесам подобри решенија ако имам поголем буџет и сето тоа за подобри политики и културни настани за младите. И тоа ќе не движи и ќе не спојува во еден круг. Вака кругот на младите е посебен круг. Овој дел тука е посебен круг. Мислам, а можеби малку е драматично, меѓутоа тоа е една дел од моите согледувања што ги гледам секојдневно. Е драматично, бидејќи многу луѓе од различни струки зборуваат за тоа дека младите си заминуваат, податоците што ги знаеме се драматични. Еден мој пријател и колега еднаш ми кажа, вели, Џабир нема да остане кој да не закопа. Јас се надевам дека тоа е веќе предраматично, се разбира дека постојат многу различни стратегии кои се надевам дека тоа ќе бидат успешни стратегии кои тоа ќе го спречат. Во еден момент кога спомна за собирањето потписи, во вистински момент се свртев кон вас и забележав дека барате збор, па ако е можно, ако сите се согласуваат, јас би сакал вам да ви дадам збор токму по тоа во истиот момент кога го спомна тоа за собирањето потписи. Навистина не е ли ова со потписите малку контрадикторно, дали намерно ги изоставувате институциите, оние законски определени начини на собирање потписи преку ДИК, преку подрачни единици на Министерство за правда, општина и така натаму, или можеби имате некоја друга цел која претпоставувам и во Штип се собираше, мислам дека се собираа потписи и во Штип. Која е целта на потписите, да се покаже бројност и незадоволство или пак баш да се турне законот, бидејќи вака имам чувство дека не сте баш на добар пат да имате законски определена, законски легитимна оваква операција. Башка се нели ковид мерките и сето тоа. Благодарам, да, точно е дека Дигнав рака се јави за коментар, односно за работи, ќе ви одговорам на прашањето. За цела суштината што ме прашаме и тоа прво ќе коментираме на работа. Јас не очекував од човек, од господинот кој што овде беше покренет да презентира култура, да презентира одредени работи кои се бараат од младите, туку тој беше најголем политикант, не политичар, политикант. Ние сме политичари неколку души овде, тој е политикант. Значи, зборуваше 90% од времето против опозицијата и начинот и постапките што ги води опозицијата, тоа ми многу смета. Ако директор на дом на млади треба да зборува на друг речник, со друг речник, за друга работа. Консензус, цензус. Ќе ве молам да не бидеме малициозни. Па цензус имаше и референдумот. Ќе ве молам. Значи, толку, мислам дека беше некултурно, невкусно неговото обраќање. Толку за тоа. И некој што се однесува за постапката, за собирање потписи и законскиот начин. Знаете, јас мислев дека за тоа кренавте рака и јас. Да, во целото суштина е тоа, целата дискусија на господинот беше против опозицијата и начинот на постапките што ги прави опозицијата. Тој како учесник има право да го формулира својот став. Не му земам правото. Јас очекував друго да зборува. Према тоа како беше представен и кој што е. Тоа е служи на негова чест. Значи, ВМРО-ДПМН, знаете, се обиде преку институциите на системот да спроведе постапка за собирање на потписи. Тоа од познати причини не успеа, значи, одеше и преку ДИК и преку собранието, она што е оној начин правен за собирање на одредени потписи за поднесување на одредена промена на законот. И да се оди преку подрачни единици на Министерство за правда да собира тие потписи. Ова беше објаснето. Собирањето на потписи на отворено како подкрепа од народот на револтот на опозицијата околу начинот и постапката
на донесување на законот и спроведувањето на пописот. Ако зборуваме за мерките, ковид мерките, кои се превземени, можеме многу пошироко да зборуваме и за други дејства, за други случаеви кои се случија во последните неколку месеци во општина, како се почитува и што се почитуваше и кој не ги почитуваше. Да не навлегуваме во такви добиози, да се објаснуваме дали некој почитувал или не почитувал мерки, ќе дојдеме до друга ситуација. То наодговорните кои не ги почитуваат мерките. Меѓутоа, тоа на сите нас ќе ни служи на чест. На сите нас. Дали почитуваме протоколи или не почитуваме протоколи. Од тоа е и стравот за можна епидемија, пандемија поголема, пикови поголеми, од тоа што сите на збор почитуваме, а на дело не го правиме тоа. Во веќето, и во ресторани, и на улица, и во дружење, и во природа. Значи, мора ќе знаеме ние како луѓе, право не сме дисциплинирани до крај, за да можеме да придонесеме од наша страна за сузбивање на пандемијата. Значи, кога сите тие аспекти ќе се земат, ние велиме дека е можно, не велиме дека ќе случи. Можно е. Јас дома не пуштам никој непознат. Лично. Јас една година, јас преживеа ковид. Тешко. Меѓутоа, никога не пуштам дома, без да го знам кој што е. Една година, јас не сум излегол од дома, онака како што треба да излезам. Да отидам во друг град, да отидам кај пријател, да отидам кај роднина. Не сум излегол. Само од причина, јас да не видам причина за нешто, ама и некој друг. Англичаните велат, нели? Stay home, be safe. А сега ние треба да примаме 5 души во нашата куќа, не знаеме каква е ситуацијата. Тоа е тој дел. До сега сите што зборувавме, сме согласни. Никој рекол дека не треба попис, дека не треба статистика, дека не треба податоци кои ќе служат за тоа и тоа. Никој нема против тоа. А се алудира на некој дека е против тоа. Се алудира и со некои други зборови кои што не е место овде. Затоа мојот револт на начинот како некој сака да исполитизира лица кои што не се повикани да политизираат. Тоа не треба така да биде. На крај, многу едноставно или симплифицирано се сака да работите. Се седуваме само зборуваме за податоци, колку не има, колку школа има, колку не има како жители. Тематиката е многу посуттилна, многу поголема, многу поважна, многу повеќе цели битни кои што не се од тие податоци, ама се вадат и се прават други политики. Не само дали во Штип има 50.000 или 55.000. Тоа нема важно. Другите работи кои се вадат од тие податоци се многу поважни. Нели дали колку деца имаме, немаме градинка. Да бе, утре ќе изградиме ние градинката. Точно, ние ги знаеме градинката, ќе ги изградиме утре ние. Точно дека ни треба тие податоци. Но тоа се за планирање, за цели кои што во иднина треба да се направат. Тие планирање. Ние нема да го решиме проблемот кој ќе се констатира со пописот за 2 дена или за 15 дена или за една година. Не, затоа пописот се одржува на минимум 10 години. Не се прави секоја година. Па во тие 10 години исто има промени. За долгорочна стратегија на државата се потребни тие податоци во сите сфери на општественото живење, кои ќе служат да се направат, како што беше колегата пријател од Војо, да се створат политики. Не политика заради политика. Друго некој зони политика, води политика. Не, економски политики, социјални политики, здравствени политики, развојни политики, инвестиции и така натаму и така натаму. Така што зборуваме. Оно што го зборуваме, повеќето беа само симплифицирање на податоци кои што треба да се добијат. Благодарам. Благодарам и јас. Дали има нешто да каже Горан на ова? Да, јас никогаш не поаѓам од... Беше прозван, морам да му дадам благодарност. Лично фалшификување на индивидуите и соговорниците, зборуваме за процеси кои што се случуваат и да, од позиција на култура зборуваме, тука е кај нас културата,
Значи секогаш се бориме со основна култура, па потоа одеме со културата, совршенството, Има и уметноста предавања. и сите тие работи кои што не креираат и не симплифицираат како луѓе секојдневно кои што шетаме. Јас кога излегувам од дома, моето его е дома и моето его не може никој да го повреди затоа што не го носам со мене. Јас сум овде за да разговараме, да носиме решенија, да дадеме предлози, да го чуете гласот на младите што зборуваат, а ако зборуваме за тоа како се собираат начинот на подписите, па имавме и за мигранти собирање на подписи, млади кои беа вклучени, манипулирани да собираат подписи против мигранти кои ќе се доселиле, ќе не поробеле, па ќе се случували инциденти со нашите жени, сопруги, што не се изнаслушавме, па дека згради ќе се слушувале, и то ние не сме сведоци прв пат на ова, ние сме сведоци континуирано. И таму се инволвирани младите, и така ли ги задојуваме ние младите со омраза? Значи секој има право на живот. Секој има право на своја определба. Никој нема право на ниједен македонец да му забрани да се попишува. Секој во својата графа ќе си стави дали е македонец, турчин, ром, албанец, влав, србин и така натаму. Значи секој правото мора да си го собствено стави на харта, место да повикаме ние, дајте луѓе да видиме колку сме, да знаеме, оттаму ќе произлезат сите младински политики потоа. За младите зборува, за младинските политики, вработување, да не учат по 2 факултета и да седат дома, затоа што завршија по 2 факултети, сега учат и да бидат магистри, дополнително, а се без вработување. Знаеме сите тука, ние сме од Штип, знаеме колку има луѓе млади со... Да, окей, имавме мали технички проблеми, снема струја, поточно во хотелот каде што ја одржуваме ова, за мене прилично возбудлива панел дискусија за пописот, тема попис статистика, а не политика. Снема струја токму во моментот кога нашиот колега Горан Трајков ја завршуваше својата мисла. Пред крајот сме и онака на панел дискусијата. Горан ќе ја заокружи својата мисла, а потоа ги поканувам и другите накратко да дадат неколку своји завршни реченици, мисли или пак да му одговорат на некој од соговорниците. Се извинуваме за техничките проблеми, за прекинот продолжуваме веднаш. Благодарам, Джабер. Значи, моите уште една реченица останат да кажам, додека да се согласиме, сите заеднички да работиме за доброто на нашата држава. Благодарам. Би сакал во времето кога и траеше прекинот, видов сите говорнички и говорници си разменија по некоја мисла, комуникацијата меѓу нив е извонредно пријатна, позитивна, добрососедска, би рекол. Се разбира, тоа не ги спречува да бидат остри и критични во поглед на темите и за кои говориме, зависно од нивните ставови. Дали би можеле во последен еден пократок круг да слушнеме некои завршни мисли во кои ќе оцените за спротивното мислење, ќе дадете своја оценка за спротивното мислење или се разбира во поддршка на професионалниот дел од целиот процес, а тоа се луѓето на Државниот завод за статистика, односно општината која им пружа логистичка поддршка на луѓето од ДЗС. Кој би сакал да се јави, јас немам посебен ред во овој Војо Маневски, повеле. Добро, те благодарам, Джабир. Само за крај, пописот ќе помине технички тако како што е замислен и какви што му се ресурсите, иако јас сметам дека комбинирањето помеѓу достигнувањата во IT технологијата и непосредното попишување ќе мора да даде некакви резултати. Остапувањето и на пописите, сега гледав околу проекциите во поразените држави, нели, пред 10 години, пред 5, ево е сега Хрватска што го одложува, па имате кои прелиминарни податоци, прифатливи се остапување од проекциите и пописот, или ќе се работи за жив организам.
Но не би бил новинар ако на крајот не го споменам она што навистина секогаш некако во нашата општа поделеност па не го споменуваме. А тоа е стравот. Стравот од тоа кои ќе бидат резултатите. А како повторно да не бидеме надвор од разговорот, што ако еден дел од нашето општество има 33 или 35% од жителите? Прашањето до нив е, ако сте 35% од населението, што ве спречува да ги остварите сите своји намери и сите своји цели со таков дел од населението? И ако сте 20%, не знам, бројката уште не е битна, не е важно, што се губи со тоа што некој е 20 дел од едно интегрирано општество каде што може да ги реализира своите интереси? И што може да загуби во устав кој е поставен такав какав што е, граѓански, но истовремено и национален, и делови од народ, не знаеме преамбулата, и подост некој имаме закон за јазикот, така, да подсетаме донесен со европско знаменце, значи сето тоа е под мониторинг на една заедница и вредности кој се стремеме да не споменувам флоскули. И од друга страна, што ќе се менува ако мнозинството дојде до сознание дека она што го смета за малцинство, на Балканот никој не сака да е малцинство, е повеќе од тоа што предпоставува дека е. Па ако не си успел да интегрираш 20%, како ја интегрираш 30%? Или ако 30% си успел да интегрираш во политичкиот, економскиот, социјалниот живот, што е проблем да го интегрираш 20%? Значи се работи за страв и се работи за пред се некои наследени предрасуди. И се согласувам со секој што ќе каже дека помладите генерации не смееме да ги оптеретуваме со предрасудите од нашите генерации. Наместо да им помогнеме да го живеат животот на постлиберализмот, на светот е веќе интегрирано толку многу, доказ сме и сега. Ова може да го гледа половина свет. А ние разговараме за локални теми за кои се однесуваат за милиони луѓе. Затоа сметам дека поддршка на веродостоен подпис се очекува од сите нас, но и како што реков, не злонамерно користење на податоците од пописот, туку како основа за креирање на политики од кои што сите утре ќе живееме. Благодарам. Благодарам, Војо. Имаме една ситуација во која за прв пат на панел дискусијата се спомна можеби најголемиот страв кој виси во воздухот кога е тема пописот. Посебно битна поента за тоа како вие можете да, ако сте мнозинство, да интегрирате поголемо или помало малцинство, иако јас од позиција на Цивил, на организацијата Цивил би сакал тука да направам две поенти, сега да не настане сега нова дебата на оваа тема, иако можеби токму за ова треба да направиме една баш со таква подиректна тема и да го поканиме Вој уште еднаш на тој панел, на таа тема која има најдиректно етнички предзнак кој се однесува кога се зборува за темата попис. Да се вратам на моите пар поенти. Едната е дека во граѓанско општество интеграцијата би требало да биде на сите нивоа и на ниво на мултикултурализам, што се подразбира и етнички заедници, интеграција на етничките заедници, меѓутоа и на сите можни други нивоа, пред се социјални, културни и така натаму. Втората поента би било дека сите овие стравови кои се однесуваат на балансот, етничкиот баланс или дисбаланс, ако сакате, многу често крајно незаслужено всушност се занемаруваат помалите етнички заедници. Ние имаме значајна бројка од граѓанки и граѓани кои се припаднички и припадници на етничките заедници и при тоа, како дел од тоа, имаме и една растечка заедница која на луѓе кои ги надминуваат, едноставно сакаат да бидат надвор од етничките заедници. Едноставно луѓе кои не сакаат да бидат ставени во било која графа
кога се зборува буквално за секој аспект на живеењето. Едноставно луѓе кои сакаат да живеат како индивидуалци. И почитувањето на човековите права, колективните, на колективитетите, многу често оди на штета, односно на сметка на индивидуалните човекови права и слободи. И можеби тоа е една порака која е добро да се упати и од оваа позиција и во овој момент, а се разбира е дел од заложбите на организацијата која ја представувам и во чие име ја модерирам оваа навистина за мене значајна очекувано квалитетна панел дискусија. Дали сака некој да повелете? Извинувам, може би сум малку повеќе се јавам, меѓутоа сакам само на кратко. На мене ми е важна работа, што сите се сложивме дека попис треба и мора да има. Времето е друга ситуација кога. Втора работа, целите кои треба да се постигнат. И трета работа, ќе повикам еден апел до сите структури во извршувањето на овој попис. Значи, очигледно е дека власта нема да го сопре пописот и нема да го одложи. Значи, мислам дека ќе продолжи. Апелирам на висока професионалност на сите структури во извршувањето на нова сложена задача. Од првиот до последниот. Од комисиите до попишувачите, до анализаторите и до Државниот завод за статистика. Да високо професионално се извршат својата задача. Да не подлегнуваат, а да ќе има на политички притисоци. Значи, не сме сите исти, ќе има, дали тоа ќе биде од високо или од ниско ниво, не е битно, ќе има одредени притисоци врз самите попишувачи и врз самите институции кои треба да спроведат пописот. Значи, тоа е мој, како граѓанин на оваа држава, апел до сите чинители во овој процес да постапат високо професионално. Благодарам. Навистина е добро да го запомниме и ова и ќе го забележиме, се разбира дека ќе го истакнеме на нашата медиумска платформа. Пред да предам на следниот говорник, односно говорничка, би сакал да споделам со сите што не следат и со оние кои ќе го видат овој материјал, било да се од редакции, било да се од други места кои можат да ја дистрибуираат оваа содржина, слободно може да се презема, без никакви рестрикции. Се разбира, љубезна молба е од организацијата да не атрибуираат, да кажат од каде е, меѓутоа ако испуштат случајно да го направат тоа, нема да биде никаков проблем, не е штета, бидејќи ова е навистина тема од висок јавен интерес. Повелете, ако имате нешто да кажете, што не сте кажале до сега, или може би да се спротиставите на нешто што слушнавте до сега. Или да поддржите. Мојот апел би било помалку да го користиме терминот резултати, бидејќи создаваат една поинаква перцепција кај нас научени на секој 6 месеци изборни циклуси, па затоа и таа политичка поделеност ни прави дека ќе ги признаеме или нема. Да велиме на крајот од прибраните информации и податоци, можеби на граѓаните поубаво би извучело и дека на вистина ќе ги користиме за потребите на развој на нашето општество, на нашата држава, на секоја една наша општина. Тоа би било единствениот мој повик и верувам дека доволно сме свесни како граѓани, дека сите ќе ги примеме изборните пописните комисии, ќе го внесеме податоците кои што за воиднина ќе ни значат оно што значи креирање на политики, но не од делот на политички партии и нивни идеи, туку политики кои што го засекаат целокупното граѓанство. Да, секако. И тоа е извонредна поента, навистина, на крајот на краиштата, исправете ме ако грешам, меѓутоа ние ќе добиеме известни податоци, статистички податоци, кои ќе бидат прибрани од одреден примерок во земјата и ќе знаеме, например, во колку семејства, односно домаќинства немало одговор, меѓутоа дека домаќинството е тука, дека реално, бидејќи имаат и такви кадри самите пописни комисии, значи реално постои некој објект, некоја зграда, некој стан, одговорот таму не е дојден, бидејќи имало
Затоа што и тоа е статистика. На крајот на криштата ние ќе знаеме и колку луѓе одбиле да се да учествуваат во пописот. На страна тоа што ќе добиеме и низа други податоци кои потоа луѓето од оваа фела, од оваа страна на салата ќе имаат навистина долга серија од текстови, од толкувања, од анализи, се разбира и предлози. Дали би можеле да преидеме на вас, да слушнеме што вие би можеле да кажете на крајот од панелот? Па, како што почнавме овој панел со малце остри ставови во однос на пописот, во однос на политиката во општината, во државата, на крајот се сведовме на тоа дека, како што кажа и Христина, сите имаме иста мисла, исти став, само различно видување. И впрочем и тоа го потврди се и господинот Здравков и господината Поповска и Христина и јас и сите присутни тука, дека пописот е потребен, пописот е неопходен. Имаме попис кој што е започнат во Република Северна Македонија и тоа комбиниран модел кој што е познат во светска пракса, меѓутоа и е по препораките и протоколите на Обединетите нации и Евростат. И овој попис, после 21. април, кога ќе се сумираат сите изворни податоци кои што ќе ги добиеме, ќе имаме некаква представа за тоа што се случува во нашата држава, што се случува во нашите урбани, рурални средини, каква е нашата демографска структура, и тоа е податок кој што ќе ни биде потребен на нас. Тоа што ќе го изапелирам или ќе го побарам од сите чинители во општеството, дали се тоа политички или неполитички субјекти, за жал, ние се повеќе сме сите политичари и, како што каже Любе, политиканти, него ли што сме само граѓани на оваа наша држава. Треба да тргнеме од став и работи да ги гледаме како граѓани. Како ќе се активираме во собрание, во совет, така и да делуваме политички или политикански. Ако го добиеме ово што го зборува, ние тогаш нема да изгубиме 1 час или 90 минути во непотребна дебата за истата работа, се со цел да си контрираме на ставови заради тоа што политичките партии, мојата, неговата, незината, имаат централно тежиште кој што го држат и секој влече према себе. Ако ни треба потребен попис, како што беа предвремените парламентарни избори, ние имавме дебата ќе бидат во март, па ќе бидат во април, па се расправавме, сака септември, ние сакавме мај и на крајот НЗС најдовме во јули. Истото и сега го чувствувам дека ќе се изразам можеби погрешно, меѓутоа нема да ме разбедете така, дека е момент на ина е дали пописот да биде од 1 април или да биде од 1 мај. Така доживам. Тоа што е битно за сите нас е дека мораме да бидеме реални, мораме да бидеме правични и да ги почитуваме протоколите за одржување на пописот, да ги почитуваме протоколите за заштита од COVID-19, за да на крај сите бидеме среќни од не резултатите, од информациите кои што ќе ги добиеме од овој попис. Бидејќи пописот ни е статистички бајпас за унапредување на развојот на нашето општество. Благодарам. И се разбира, тоа на некој начин и се надоврзува на апелот на господин Здравев, кој исто така апелираше на висока професионалност и одолевање на било какви политички притисоци, што е на некој начин во овие 90 минути гледаме еден убав развој на енергијата, барем јас така го гледам од оваа позиција. Познавам овие луѓе, долго време се познаваме. Так. И ги знам нивните ставови, нивната љубов према штипското општество, ќе кажеме, да не одиме надвор од нашата општина. Да. Меѓутоа, за жал, имаме одредени структури, одредени раководства кои што имаат хаотични ставови. Тука е главниот проблем според мен. Значи, секој треба да се држиме до ставот и верувам дека денеска избистривме дека уствари сите стоиме на тој потик, дека мора да имаме попис и мора да ги поштуваме сите правила за тој попис. И тоа е тоа што треба да го гледаме, бидејќи тоа ќе биде бенефит за нас, за нашите деца и за нашите постари. Благодарам. Повелете.
Благодарам уште еднаш да се заблагодарам за можноста да продискутираме на оваа важна тема. Значи, многу ми е драго што ние како представници на политички партии овој пат се воздржавме од политички говори и се обидовме да ги тргнеме на страна сите теми кои што не оддалечуваат и да ги изнесеме сите можни точки на она што значи договор и приближување на ставовите. Значи, крајното решение е во интерес на сите нас. За жал, единствениот тука кој што можеби не е дел од политичкиот сектор, напротив од граѓанскиот, видовме дека изнесе некои анахрони ставови за некои други времења, политички прозивања и осудувања на политички решенија и ставови. Тоа со модерниот речник се нарекува хибриден режим. Значи, погрешни луѓе зборуваат за погрешни работи, преземаат ингеренции кои што не им се во ингеренција во суштина. Не се за тоа назначени. Инаку не може да има општество без исилување ако негуваме хибриден режим. Прво тоа. Друго, не може да има мир ако не постои консензус. Може, тоа ќе биде диктатура и тоа нема да биде мир, туку ќе биде привиден мир, што еден ден ќе ескалира. Многу ми е чуден и ставот околу тоа дека постојат елементарни непознавања за тоа што значи право на изразување на слободна волја на суверенот и народот. Собирањето на подписи, ако не е законско, тогаш по логично следство е противзаконско. Противзаконските работи подлежат на санкции. Каде се санкциите во овој момент? Треба да правиме разлика од тоа кој е носител на иницијативата, а што е изразена волја на суверенот во смисла на зголемување на легитимитет на оној кој што ја поднесува иницијативата, а тоа се пратениците. Да се вратиме на пописот. Кому му е потребен попис без доверба? Значи, одговорноста е кај власт. Ја искористивме можноста да укажеме на погрешните чекори и немањето на слух на оваа власт да спроведе еден толку крупен чекор што може да има долгорочни последици на крива основа со, нема да го употребам терминот резултати, туку со погрешни крајни податоци. Собрани, така беше ми од колешката предлогот. Ако земеме во обзир дека врз основа на собраните податоци понатаму, барем во наредните 10 години ќе се креираат политики, ќе се носат одлуки, ќе се влечат решенија, дали тоа значи дека сите понатаму решенија ќе бидат проследени со недоверба од општествените чинители, барем од оние кои што се застапници на нашите тези аргументи? Ќе повикам и искрено очекувам да се покаже барем малку одговорност и иницијативност, да се има слух и да се покаже отвореност за она што ние го дискутираме и го наведуваме како аргумент. Значи, не зборуваме на памет. Аномалии постојат. Примерот со падот на софтверот е последниот кој што е на очиглед на јавноста. Значи, во моментот имаме барем по две основи, спомниш дека софтверот не функционира. Тоа се VPN адресите кои што се користат и еве сега видовме дека со 13 нули луѓе веќе влегуваат и се попишуваат. Не видовме до сега стопирање, не видовме дискусија, не видовме обид да се надмине таа техничка грешка, како да имаме доверба. Навистина, уште еднаш повикувам, малку поголема одговорност од власта и да покаже отвореност и желба за доаѓање до вистински резултати, а не спроведување на попис само како политички чин и спорачување на некаков договор. Во почетокот од вашите зборови, од вашиот збор, кажавте дел од граѓанскиот сектор кој добро, што се однесува до, можеби тоа и делум не се однесуваше на мене, не за тоа за законските рамки на собирањето подписи, значи не се работи за противзаконита ни оддалеку операција, немојте да сватите погрешно. Меѓутоа,
се работи за иницијатива која дали е во согласност со законот или не е, на крајот на криштата тоа го кажуваат правниците. Ние овде зборувавме за Колегата соговорник предходно тој чин го квалификува како незаконски. Имаш и во јавноста такви тврдења. Еве ја користам можноста да кажам дека незаконско значи противзаконско и за тоа постојат санкции. Да, се разбира, ќе има можности Горан да веројатно и да одговори на тоа, ќе ве замолам за трпение, бидејќи можеби и господјата после ќе има што да додаде, па тука ќе бидат последните 2-3 минутки. Јас мислам дека вие како представничка на пописната комисија, односно председателка, можете да кажете само уште нели во рамките на тоа што законски се вашите ингеренции, да не уверите уште еднаш дека тоа ќе биде прописно, професионално изведено и особено во поглед на здравствените протоколи. Мислам дека влегува по еден човек во домаќинство, освен ако не се работи, нели уште еден доаѓа доколку се работи за семејство кое е потребно да има и уште некој што зборува на друг јазик или така беше. И само еден се нас. Само еден. Се нас е. Влегува само еден, протоколите ќе бидат. Јас во име на комисијата на пописниот район 16 само можам да дадам едно ветување дека процесот на попишување ќе биде изведен крајно професионално од страна како на комисијата, така и од страна на попишувачите и реонските инструктори, од причини што после и нивниот избор ќе следи нивно обучување, тоа е од една страна, а од втора страна би сакала да ги замолам граѓаните да ги примаат попишувачите како службени лица, да не вршат притисок и нивно да вршат притисок врз попишувачите, бидејќи тие треба да спроведат една акција која е нивна работа и да се воздржат од било какви навреди, омаловажувања, политички влијанија врз попишувачите. Попишувачите одат во секој дом да се завршат само една статистичка работа и нема да бидат и не би требало да бидат навредувани. Исто така ги повикувам сите граѓани доколку се незадоволни од начинот на однесување на било кој попишувач што ќе им дојде во нивниот дом, затоа што можеби ќе дојдеме во таква ситуација, сите тие негативности да ги пријавуваат во комисијата на пописниот район 16. Ви благодарам, јас се придружувам во име на организацијата кон вашиот апел. Се разбира дека почитувањето на службените лица во било која сфера, па и во ова која вие ја покривате, е апсолутно важно и е дел од, би рекол, домашното воспитание на луѓето. Горан, повели? Јас се придружувам кон председателката повикот и апелот и до сите граѓани ги повикувам масовно на оваа акција и оваа иницијатива. Ова е за наше добро, за нашата просперација, нашиот просперитет на оваа држава. И она што е многу битно, мора да граѓаните веќе ја препознаваат манипулацијата која ја прави цело време и кој игра со граѓаните да граби ситни политикански поени. Јас нема да навлегувам кој што прави, како прави, јас ќе зборувам како граѓанин и мое право е да бидам во политиката вклучен и текако ќе бидам вклучен. И тука сум и нема да си одам. Ти благодарам. Пописот не е партиска ситуација, не е ни на власта, тука е државен орган, статистички орган, кој што треба да истрпи информација како оваа држава да биде по-просперитетна. Толку ги повикувам граѓаните да ги примаат попишувачите, да се попишат, да си кажат кој како се чувствува, дали е македонец, дали е албанец, дали е ром, дали е турчин, дали е влав, сите без страв, затоа што ние тука сме. Тука сме пораснале, тука сме се родиле и треба заедно да живееме и да негуваме соживот. Ова ќе ни биде еден простор каде што ќе можеме да креираме политики за поубав живот. Благодарам, Горан. Дали може би уште вам би можел една минутка и после некако
евентуално да им кажеме на гледачите дека после ова повторно ќе си бидете добри соседи, добри сограѓанка и сограѓанин. На сите ви благодарам за одвоеното време и за трпението за надминување на техничкиот проблем со струјата и се разбира ќе останеме во контакт. Сите овде сте наши добри соговорнички и соговорници. Ви благодарам во името на Цивил и на редакцијата Цивил Медија што сте толку добри домаќини секогаш кога ќе дојдеме во Штип и навистина можам да кажам дека овде добро се чувствуваме, имаме позитивни резултати секогаш од нашите средби, од нашите посети. Ви посакувам се најдобро, пријатна вечер и исто така им благодарам на сите граѓанки и граѓани кои се приклучија на нашиот директен пренос. Во наредните денови ќе имаме и посебни парчиња од секој од вас објавени на нашата медиумска платформа, која ќе биде на располагање на сите останати медиуми во земјата. Нашата платформа објавува содржини на македонски, албански и англиски јазик. Ви благодарам уште еднаш, се најдобро. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.